Еден ден по соопштувањето на официјалната одлука за доделување на општинските награди на Кочани, со реакција и незадоволство излегува од Основното училиште Никола Карев. На пресконференција што ја организираше директорот Владо Андов, беше речено дека училиштето уредно во предвидениот термин поднело пријава како кандидат за наградата за значајни остварувања, но одлуката за тоа кој ќе ја добие била донесена на непринципиелен начин. Тој упати забелешка затоа што предлогот на член од Комисијата за доделување на наградите без писмено образложение поднесено преку Општинската архива бил прифатен и истиот ја добил наградата. При тоа Комисијата не работела и во полн состав. Јавно се прашувам, зошто е распишен конкурсот и зошто се конкурира на истиот во дадениот временски период? Зарем поднесените барања и на поединци и установи со постигнати резултати во работењето не се доволни предизвик за членовите на одборот, па се бара дополнителни предлози со кревање на рака без образложение. Во кој случај и кога треба да одлучува одборот по собствено убедување без аргументи, само по предлог на член на истиот? Илузорно е зошто ги распишуваме и повикуваме за поднесување предлози за петроденската награда во одборот кој одлучува по неколку други критериуми. Според Андов, ако наградата му била доделена на некој друг кандидат за кој предлогот бил уредно доставен, ќе ја немало и реакцијата упатена на пресконференцијата. Дали не е девалвирана наградата на општината за последни постигнувања во изминатиот години меѓу двата празнувања и зошто се дава можност на граѓаните и установите преку повик да поднесуваат своји предлози? Освен за одлуката на Комисијата за награди и признанија, Андов упати и реакција за состојбата во која се наоѓа градскиот стадион. Посетата на делегација од Фудбалската федерација на Македонија, која ја разгледувала можноста да избере стадион во Источна Македонија за одигрување меѓународни надпревари, е само повод за тоа. Имало забелешки и укажувања од и покрај ветувањата, немало подобрување на инфраструктурата на стадионот. Став на Комисијата е дека и покрај укажувањето за одолни недостатоци на стадионот за одржување на меѓународни надпревари се останало по старо. На градскиот стадион Никола Мантов е предвидено да се одржат два меѓународни надпревари во машка и женска конкуренција на фудбалери и фудбалерки до 21 година. Ефектите овие два надпревари за градскиот стадион, но и за Кочани, доколку ги исполниме условите, ќе биде мощно големо значење. Комисијата на Фудбалската федерација на Македонија имала позитивна оценка за квалитетните сместувачки и угостителски капацитети, но неуреденоста на стадионот Никола Мантов не оставила кај нив посебен впечаток. Иако на големо се најавуваше дека во текот на изминатата и оваа година ќе се реновира поголем дел од објектот и неговата околина, досега таму немаше никакви активности од страна на локалната власт, рече Андов на пресконференцијата. Добар пример за негрижата е и неискосената висока трева и отпадот на влезот од стадионот.